Гемиджи, Јустинијан, основачите на ВМРО, основачите, односно не основачите, президиумот на АСНО, бранителите од 2001, споменик се прави, кои беа други и ред други, значи што немаат апсолутно никаква врска со тоа. Еден од нив е тој што смета, нели, Александар Велики, и се фатија за тоа. Значи никој не гледа дека практично најголемиот дел од спомениците се токму од опцијата што условно кажано тие застапуваат. Многу интересно, многу необичен период, многу за мене е смешен периодот. Жал ми е што тој толку многу се наметна како оптеретување на граѓаните. Некој го наметна. Некој го наметна, да. Знаете како, кој виде тука проблем? Тоа е главното прашање. Кој тука виде проблем со тоа трагање македонско по себе си, па не знам македонски романтизам, па што и да е, зошто би пречел на еден друг македонец, нели? Многу чудно. Што се однесува до ова второто што го спомнавте околу Грција, значи не знам зошто би ги мрзал, мислам, тоа е вака еден абсурд. Ништо не ми направо обичниот граѓани на мене. Тоа е веќе друг тип на фобија, би рекла. Вообичаено, веројатно, кој знае па таму колку пари се потрошени со оглед на тоа во каква криза се финансиска сега на кампања против оваа нашава Македонија и така. Во пред известно време еден грчки новинар кој исто така колега мој се јави од Атина за интервју и така натаму. И јас му велам болна сум, не можам сега. Третата реченица му беше па зошто ги мрзиш грците, исто тоа што вас ставила од одредени политички гарнитури. Може да сум незадоволен и да сум дури дека и таму тоа се доведува до ниво на некаква, не знам, фобичност меѓунационална, затоа што како што тече времето пак се покажува дека се повеќе луѓето го осознаваат нашиот проблем, но тоа сум исто така задоволна кога го проследувам низ дневните. Не беше најсмешна теоријата, која што многу се застапуваше, особено во 90-тите години од страна на Грција, дека ние сме сериозна опасност за нив, одбранбена опасност, мислам, безбедностна, како да кажам. Таа теорија така почна приказната. Значи, почетоците на приказната со Грција се дека ние сме безбедносна опасност за Грција. Ако ги погледнете добро документите од тој период, вклучувајќи и на тогашниот премиер на почетокот на 90-тите, во една негова книга тој пишува безбедносна опасност. Значи, 2 милиони жители, земја во развој, оружје вратено на JNA цело комплет. Оружје смешно во однос на нивното, мислам, неспоредливо како од различни епохи, да е. Со 11 милиони држави, со многу поголема помок на политички, економски, како сакате, каква безбедностна. И сега дури знаат да така да го употребат некаде, ама сега имаат чувство дека им се смеат за тоа и не го употребуваат толку. Често на почетокот да. На почетокот. Сега веќе станаа смешни со вака новото дефинирање на проблемот. Ми се чини дека секој нормален човек кога ќе го слушне барањето на Грција, која бара од еден народ, од една држава да си го смени името и народот да си го комплетно ребрендира идентитетот, тогаш навистина се прашувате што му е на овој 21 век или што им е на тие некои така наречени институции во овој 21 век за да се расправа на вакви апсурдни прашања. Значи, од абсурдноста дома на абсурдноста надвор, го делите ли чувството дека навистина почнува да им станува јасно што се случува всушност? Мислам дека се повеќе нашата вистина е распространета, но не секогаш во светот на политиката вистината е на прво место. Често пати интересите се на прво место. Интересите пак се предизвикани од други работи, од политички сојузничства, финансиски интереси, традиции, традиционални соработки, сојузничства, можност еден на друг да му посмета во нешто или да му помогне во нешто. Така што, независно што на многумина од меѓународните политичари
на политичарите од другите држави кои што се внатре во Унијата или надвор од Унијата, но се влијатени за овој процес, комплетно им е и јасна, истовремено абсурдна ситуацијата. Не секогаш секој од нив е во можност тоа отворено да го каже. Јас знам некои од тие политичари што кога се со мене насамо, кажува дека све им е јасно, дека е абсурден проблемот, дека е неправда. А кога има и други, особено од другата страна, тогаш или молчат, или има друг вокабулар, може би не толку директен, вие сте виновни, ама поиндиректен, па најдете некој решение. Така сосема друг вокабулар. А кога се насамо многу отворено, креват раменици и се чудат. Но тоа е животот. Така било и така ќе биде. Како да се чувствуваат со вашиот проблем, ама викаат тебе те снајдеш, што да ти правам. Да. Интересите секогаш во политиката биле една многу значајна работа. Така. Особено во меѓународната политика. Па во таа меѓународна политика, за среќа сега Македонија има кој да ја застапува и во тоа се променија нештата и времињата и се променија, ми се чини, тие историски проклества што ги зборат македонски, дека никој не имало во Букурешт која не делеле, дека никој не имало никаде, дека нашите све не стигаат заради снегот и во јајце и не знам кај све не. Значи, сега имаме сегде кај што треба некој да ја каже нашата македонска вистина. Рековте дека се подготвувате, во некој интервју ве слушав, да назначите преговарач уште од сега со Европската Унија и покрај тоа што немаме официјална покана за датум. Да, ја размислувам за во наредните месеци или наредната година, да речеме, да назначиме преговарач, од причина што ние кога ги почнеме преговорите, наша цел ќе биде што побрзо да ги завршиме. Значи еден ден ќе ги почнеме. Прашањето е кога. Времето е во прашање. Невозможно е ова вечно да биде. Вака, вечна блокада. Предолго трае за невозможно. Ништо во светот не останало статично, исто и непроменето. Така. На многу неправди се исправиле со тек на време. Но факт е дека ние сме нестрпливи, вклучувајќи си себе и другите граѓани. Да, ние сакаме во своето време да го решиме тоа. Ама тоа е природно. Јас тоа го разбирам. И нема тука збор. Инаку историски гледано 10-15 години си историска секвенца, миг, тоа е. Так. Но секоја генерација сака во нивното време да ги почувствува некои благодети и предности што ќе се добијат, и тоа воопшто не е за осуда, тоа е сосема природно. Размислувам за таква работа, затоа што како што кажа, кога ќе ги почнеме преговорите, ние ќе сакаме што побрзо да ги завршиме. За да ги завршиме што побрзо, ние ќе треба да исполниме одредени стандарди, реформи нови, значи ние направивме многу, ама тогаш ќе ни биде даден нов пакет. Затоа што ќе има фаза на скрининг, значи ќе се скенира целото наше општество, закони и така натаму, и ќе се побара одредени промени, подобрувања. Некои од нив и малку болни, нема да бидеме многу среќни што ќе ги направиме, но долгорочно гледано веројатно корисни. А како и да е, колку работи од тие порано ги завршиме, мислам дека е подобро. Подобро за нас. А во меѓувреме ќе работиме нешто паметно. И ние веќе почнавме и без преговарач да гледаме, да видиме, да оформиме нешто, да почнеме да решаваме еден по еден од потенцијалните замислени проблеми кои што би дошле. Јас за ова сепак ќе направам и пошироки консултации. Нема да одам туку така, ќе разговарам и со луѓе кои што се во Брисел и пошироко, дали е добро порано, уште кога има голема неизвестност околу датумот. И во овој момент не можеме да претпоставиме, и никој во Брисел не може да претпостави со сигурност кога ќе го добиеме датумот. Дали е добро сега или е добро можеби во некоја подоснежна фаза, секако ќе ги следам и нивните препораки, но лично мислам дека можеби не е лошо во текот на следната година да се размисли за еден таков чекор. Едно второ прашање на оваа тема околу некакви кадровски идеи за некакви решенија, за некакви проекти. Сакам да ве прашам, откако го видов господинот Бесон, францускиот министер за идентитет, меѓу другото, неговото министерство имаше и други некакви функции, меѓутоа тоа за идентитет некако ми остана многу печатливо. И реков да не ја пропуштам прилика да ве прашам, ако една Франција има Министерство за идентитет, зашто Македонија нема, на која што навистина толку многу и треба работа на идентитетот? Па еве во овој момент не мора да збориме за историји и за годиниве наназад. Тама е многу интересно што токму во овој период, речеме сега и во минатите неколку месеци,
се развие една голема општествена дебата во Франција